Почитувани мој добар ден. Ова е петочното издание на Црвена линија. А во него 4 недели Ковачевски имаше можност да избере меѓу двете наши понуди. Но денеска тие веќе не важат. Има само една опција – предвремени парламентарни избори. Вака соопшти председателот на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицкоски. Дали ќе има предвремени парламентарни избори? Ќе има ли уставни измени со овој парламентарен состав? И дали изјавата на германскиот канцелар Олаф Шолц не е доволна гаранција? Тоа е оно што денес сакаме да проговориме заедно со вас и секако уште еднаш ќе потсетам оваа дискусија можете да ја продолжите секако и на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што објавуваме нашата тема. Се разбира на Twitter, но и задолжително заследете на Instagram, доколку не сте го сториле тоа. Таму, откога ќе не заследите, секако на Instagram стори кликнете и веќе ќе имате увид во денешната анкета. Ова е нашето прашање до сите оние кои што не следат на Instagram. Па ве прашуваме, ќе има ли уставни измени со овој парламентарен состав? Имате, ете, вака изгледаме на Instagram стори, секако можност за одговор имате две, едната е да, другата е не. Резултатите стандардно ги соопштуваме таму некаде кон крајот по рекламите. Но секако ќе ве потсетам дека до нас се стига со телефонскиот број, ова важи особено за оние кои што можеби прв пат ќе се вклучат во ова издание на Црвена линија 023070005. Ќе потсетам, меѓу другото имаме 5 активни линии и секако не заборавајте, задолжително намалете го тонот на телевизорот, зборувајте исклучиво преку слушалка со нас, за да нема технички проблеми да побрзо стапите во контакт со нас. Значи, ето тоа се генерално нашите прашања. Еве ќе потсетам уште еднаш за оние кои што ќе се вклучат во Црвена линија. Според вас дали ќе има пред се парламентарни предвремени избори и дали ќе има воопшто уставни измени со овој парламентарен состав и дали сметате дека еве изјавата на германскиот канцелар Олаф Шолц не е доволна гаранција. Секако за оние кои што ќе се вклучат во Црвена линија ќе го поставиме и анкетното прашање. Добар ден. Добар ден. Секој добро во Црвена линија сте? Благодарам, јас сум, нели? Да, повелете, ве слушаме. Благодарам, веднаш да почнам, пошто секундите одат како ветер, да почнам да кажувам што мислам. Со Шолц, ништо фајда Шолц нема да има, затоа што нацистите и балистите се здружени за да ја уништуват Македонија. А овој нашиот македонски душмански владетел, што на жена му даде еден декар нива да стави сончеви тамо котли да прави струја, што ти знам, а тие му зедо 1 милиарда од пред носот за правење на патишта, на патеки, на аутопати, на нешто што го има, пак да го прават за да тие милиони летат да не ги види Македонија никаде, а само македонците ги одморчуваат, морчови што ги заморчуваат овие. Дали ќе има парламентарни предвремени избори, што мислите? Сега ќе ви кажам. За 50 години Македонија е подјавljena унапред, а ние си молчиме и чекаме избори. А и ова лаже, не верувам на овога опозиционерот. Пошто и тој лаже, и тој лажета суши. Тој 7 години бараше избори, пред месец дена рече, излезете сами да не бркаме ние. Абе, како морање? Тој чим врегува во собрание не сака избори. И не верувам дека тие, пошто лажат сите. Лажат Македонија посебно е изложен на секој чекор, а ние молчиме и сакаме. Јас ВМРО не го сакам заради Бранко, Лупчо, Станко или Мицко. Јас заради Македонија сакам ВМРО. Благодарам многу за јавувањето и ве потсетување она што сакаме да слушнеме од вас, дали сметате дека ќе има предвремени парламентарни избори, дали ќе има уставни измени во рамки на овој парламентарен состав и дали изјавата на германскиот канцелар Олаф Шолц според вас не е доволна гаранција. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сега вака, и да има уставни измени, значи у Европската заедница нема нас да не примат. Затоа што Западен Балкан треба да оде во пакет, а Србија никој пат нема да го признае Косово. И затоа нема ни да влезе во Европската унија свети никак.
Значи Европската заедница го признава Косово, а Србия нема да го признае Косово никой пат. И затова и да има уставни измени, не може да влеземе ние во Европската А унија. има ли предвремени парламентарни избори? Предвремени тебе посхитно треба да има предвремени избори, затоа што вие во економски хаос докара и ВМРО и СДС државата у криминал влеземе да нема и каде. Да почнемо од правосудството, па до сите пори на обштеството. Значи, ова е порака од граѓаните. Значи, Србија никој пат Косово нема да го признае, Македонија значи никато Европската заедница. Ова е порака од граѓаните и анкетите покажуваат повкитно 80% од народот бара предвремени избори. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Ајде, добар ден, Тик. Добар ден. Кои се вашите одговори еве денес? Првото кажите ми што беше тоа да одговорим со да и не па да зборим за тема. Еве, дали сметате дека ќе има уставни измени со овој парламентарен состав? Тоа гарантирам не. Не. А да збориме вака. Видиш ја колку ќе биде краток оваа емисија? Може ова е тема да га поставите у септември? Јас ви гарантирам некој ќе моли за предвремени избори. Ќе моли. Таа беше анкетата, така? Зашо касниме 3 Анкетата секунди? дали ќе има уставни измени во рамки на овој парламентарен состав, а еве во однос на предвремени парламентарни избори ќе има ли? Ја ти реков ќе ја поставите темата у септември, некој друг ќе моли да има парламентарни избори. Благодарам многу, затоа ќе бидем краток, касниме 3 секунди и 3 секунди сликата, затоа не можеме да се разбере, затоа ќе прекратим. Ти благодарам многу. Големо благодарам секако и вам, иако мора да признам бевте покуси од 90 секунди, сепак ви остана уште време, но ето имаме и такви гледачи кои што се покуси, но и јасни. Уште еднаш благодарам за вашето јавување. Телефонот звони, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во Црвена линија сте. Дали е намален тонот на телевизорот? Најверојатно не. Да. Ало? Ало, ве слушаме, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Ке има уставни, тоа устав што треба да се онади, све ќе си биде како што треба. И парламентарни избори нема да има. Лидерот на опозицијата, како го вика, го завора Мицковски, але 6 години само предвремени, пред тоа се научил. Нема да има и уставни измени ќе има. И тоа е тачка и готово. Фала ви, пријатно све. Уште едно прашање, еве, дали изјавата на германскиот канцелар Олаф Шолц не е доволна гаранција според вас, или е доволна? Па сега, се може да збори, ја мислам дека ако е искрен, доволна е. Се ако барат на писмено, нека напиша таму и готово што. Не усвено, писмено, нека напише и тоа ти е гаранцијата. Фала ви, пријатно, се најубаво. Се најубаво, благодарам, секако продолжете да не следите и понатаму, бидејќи во Црвена линија продолжуваме токму со вас, драги мој. Добар ден. Здраво. Здраво. Виделата, што се однесува до овие парламентарни избори, ја мислам дека ќе бидат донесени на сила и тоа од страна на Западот. Прибедејќи ДПН знае дека е осудено на пропаст ако влезе у парламент да ги усвои уставните измени и знае дека од патриотизмот толку ќе се расплинат. Тоа значи дека Западот после оваа изјава синоќа ќе даде на телевизија во врска со Украина таму или еден куп други работи што даваше изјави. Видете, уште ноќеска ангажирала обвинители, судство, полиција, чуда да бидат испапсени овие таму колку се 14-15 души за некои махинации што ги преле во Скопје 2014 година. Меѓу нив има и луѓе кои признаа, уствари се нафатија за промена на името.
Значи, ја знам само Ганка, ама не знам и другите дали беа тука, али у тие 14-15 души мислам дека уши двојца се наоѓаат на тој список. Ова е цела математика. Сега ќе ги исповедат сите на површина со закани од страна на судството, дека ќе лежат затвор 20, 30, 50 години и ќе мораат да гласат уставни измени. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за вашето јавување. Одиме малку и со твитерџи, ќе ги вклучиме во денешното издание на Црвена линија. Секако и на Твитер постојано се развиваат дискусии, еве така и денес во однос на денешната тема, па можете да се надоврзете, можеби со никој од нив нема да се сложите, како и да е, ги вклучуваме токму твитерџи. Почнуваме со твитот на Фортификација. Твитот е уф. Од денес повеќе нема опција 1 и опција 2. Од денес понудата е само предвремени парламентарни избори. Па дали ќе има според вас предвремени парламентарни избори? Или сметате дека ќе има или нема можеби уставни измени во рамки на овој парламентарен состав? Добар ден. Добар ден. Повелете. Прво да ве поздравам сакам и да ви кажам дека сте прекрасна. Благодарам многу. Парламентарни избори не прави еден човек сам. Парламентарни избори се прават заеднички. Како што побара они да си оди Заев, а да дое Ковачевски, така се прават парламентарни избори. Ја не знам македонскиот народ како вика Мицко, само вика и парламентарни, па што да вика Мицко? Сам може еден да направи нешто? Не може. Ајде се излеземе сите ние народ да докажеме дека сакаме парламентарни избори. Никој нема да излезе. Второ, овие што ги кажувате од странство, сите лажат. Ниеден не кажува ништо правилно. Еден ќе го викне едниот ќе го накодоши, ќе го викне другиот да го накодоши и меѓу нас само се ствараат кавги. Не очекувам дека ќе има парламентарни избори и би го замолила Мицко да се го исфрли тоа од главата, да не збори, зашто гледам дека народот му смета. Меѓутоа ќе изчекаме и тие избори кои ќе бидат редовни, па тогаш ќе се видиме со ова златна убава што ја сакаат парламентарна група и како да кажам влада, за мене не е ова влада. Поздрав многу и секој е добро. Секој е добро, голем поздрав и до вас и секако големо благодарам и за вашето учество во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Па еве што ќе кажете вие, ќе има ли предвремени парламентарни избори? Ќе има. Право ќе нема уставни измени, ќе нема парламентарни избори. Ово веќе во граѓаните не може да го истамат. Македонците. Ова е веќе катастрофа. Катастрофа не видим. А доколку дали Србија ќе влиза на Косово, дали не е тоа. Како така? Европската унија не дава веќе пари за Украина. Овите да хочка да се тема народ, сега не дава пари. Те дава пари сега. Тема пари за Украина. Тоа. Тепајте се народе, тепајте се слушате ги овие фашисти, не знам што да кажем. Тоа ти не поздравам. Голем поздрав, благодарам и вам за јавувањето. Одиме понатаму на 023070005, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Најверојатно не. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Дали се слушаме, во Црвена линија сте? Еве, јас ке дадам. Да, ве слушаме, повелете, во Црвена линија сте. Ало. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Најверојатно гледачот од другата страна не може да не слушне. Ме слушате ли во Црвена линија сте? Парламентарни избори. Абе, нека не да работе народов до стандард да му подигнеат. Ево ова нека биде повод уште еднаш, знаете како велат повторувањето е мајка на знаењето и колку да сме
слободно ќе кажам, досадни во тоа, намалете го тонот на телевизорот, намалете го тонот во телевизорот, ќе мора да го направите прво тоа со вклучувањето во црвена линија, за да нема ситуација да имате впечаток дека не ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Што се работи за овие предвремени парламентарни избори, мислам дека треба да има, али нема да има, дека кога двајца се карат, третиот користи, тоа се знае, двете македонски партии поголеми, опозиција и позиција, си искористија дуј и дека има многу несредени работи што ги извршуваат во судот. Јас сакам малку да излезам од темата, ама без никаква навреда, само што сакам да кажам, тоа ви беше тема пред еден ден-два, дека без кај обвинител ме обвинија без никаков доказ и обвинителката, не ќе да ја кажам која, ако кажете вие да ја кажам, ќе ја кажам. И вели, така ми е наредено од озгоре, од над неа, имало некој што притискал и да ме судат без никаков доказ. Пошто јас поседувам бугарски документи, не ќе да бидам како тој од Охрид, да се жалам таму-ваму, не ќе Македонија да ја застрамувам, сакам лично да дојдам во вашата телевизија и јавно да изјавам што ме се случува пред да ја застрамам Македонија и македонскиот народ. Да видите дека стварно без никаков доказ ме осудија и нема на кој да се жалиш. Ве молам, мојот број да ми го дајте сега за контакт, да дојдам лично кај вас, јавно јас да презборам, да знаат кој е и обвинителката, кој и му вршил притисок и сите работи. Благодарам пред се и ве што имате доверба да споделите со нас и јавноста, се разбира пред каков предизвик се наоѓате. Сега кога ставете ги податоците во режија и еве јавноста веќе е запознаена со вашето барање. Но јас имам барање до останатите гледачи. Би ве замолила да зборуваме стрикно на темата со оглед на тоа што некој можеби подоцна ќе се вклучи во црвена линија, па да не се добие впечаток дека зборуваме за друго и нормално да не излеземе од курсот кон кој што всушност се движи денес црвена линија. А тоа е прашањето дали сметате дека ќе има предвремени парламентарни избори, дали ви личи дека ќе има уставни измени во рамки на овој парламентарен состав. Добар ден. Добар ден. Повелете. Уставни измени не треба да има. Тоа е, мислам, излишен муавет. А предвремени избори треба да има. И парламентарни и председателски наедно, да не се прави трошок на државата, зашто го соколија народот, уште ли треба да се соколува овој народ. Ова денеска што го направија со компанијава што ги затворија, пак ќе прават овие од СДС и стамучка како што направија тогаш. Не е на место. Значи, нека се договорат. Синој кога го слушав Каевски, овој малиот или не знае што збори, или не сака да свати. Уставните измени се смртта Македонија, значи јажето ни е на врат. А што се однесува до парламентарни избори, колку побрзо, толку подобро, нека не се и најати Ковачевски, така не е избрано, да се плаши за како ќе дојде до избори тој. А еве изјавата на германскиот канцелар Олаф Шолц, дали е за вас доволна гаранција? Па не би рекла јас дека Шолц нешто. Тие си дозволија да се мешат затоа што видоа дека има слаба поддршка овде и сега ни прават и они некоја муќка тука, него нека си ја гледат нивната работа, да не ни се мешат на нас, нека не пуштат да си направиме избори и овие маливе од СДС и туи нормално нека се повлечат, нека направат избори на место, па да видиме кој е добар, нека. Така, благодарам многу и вам за вашето учество во црвена линија. Ќе подсетам само да внимавате и на тајмерот, 90 секунди е секој излагање, но секако ќе подсетам дозволено да завртите повторно да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден, Македонија. Па ќе има ли предвремени парламентарни избори? Со ова власт ништо не се знае, пошто тие знаат дека имаат многу низок рейтинг, заради тие начини лоши дела како власт, криминални, предавнички, било какви дела, неспособност, незнаење,
немање душа за Македонија, за сите нас во Македонија, немање срце да направат добро дело за нас и знаат дека имаат мизерен рейтинг и знаат дека ќе изгубат убедливо на изборите и сега само одложуваат. Не е важно дека ја уништуваат од ден на ден и се полошо се живее во Македонија, важно му е само да останат што повеќе на власт. Замислете, ако памтите во Романија, падна владата, оти изгореа живи пациенти во болница. Кај нас овдека 45 деца и со нивни млади родители изгореа во автобус, заради тој нели криминал на Дуи, кој нели Дуи во власта, изгореа пациенти во болница, каде во ковид болница и нивни роднини изгореа живи на пациентите, значи во ковид болница. Значи хаос на секаде пушташ, криминали и пак не паѓаат од власт. Ако го бе опозиција Слушайте, бара а Девет, да ми дадете и овој одговор, бидејќи и за тоа зборуваме. Да. Сметате ли дека ќе има уставни измени во рамки на овој парламентарен состав? Јас чудно ми овие од СДС до вчера беа најголеми србомани и најголеми антибугари. Убива во СФР македонци кои беа македонци, но ги клевета како наводни бугаров. Во ред, благодарам многу за јавувањето. Ке подсетам, зборуваме со вас, имаме конкретно прашања до вас и сакаме навистина да слушнеме што ќе бидат вашите одговори. Ке подсетам дека имаме и анкетно прашање на Инстаграм, заследете не веднаш и таму, имате две опции за одговор, да и не, прашањето е ќе има ли уставни измени со овој парламентарен состав, дали изјавата на германскиот канцелар Олаф Шолц е доволна гаранција за вас и дали ќе има предвременни парламентарни избори. Добар ден. Добар ден. Добро, ќе продолжам јас со Твитерџи и верувам дека еден од гледачите ќе биде вклучен, ќе можеме да го слушнеме од другата страна. Продолжуваме со твитот на Пиндар, кој што има напишано официјално го кажа: подрипнувам од среќа дека ќе има избори. Како и да, ќе подсетиме дека 4 недели Ковачевски имаше можност да избере меѓу двете наши понуди. Ова е изјавата на лидерот, председателот на ВМРО ДПМН Кристијан Мицковски, но денеска тие веќе не важат и има само една опција, а тоа се предвременни парламентарни избори. Добар ден. Ден. Дали ќе има според вас предвременни парламентарни избори? Па ќе има, ама знаете кога? Мало сутра. Мало сутра ќе има предвременни избори. А ова за промена на уставот, ја мислам дека ќе има, пошто се овие многу гладни за пари, ќе се продадат, како што се продаваа за името, така ќе се продават и за уставот, така да ќе има уставни измени. А германци, а ние многу се правиме паметни, попаметни од германциве. Значи, овие лажни патриоти многу паметни се прават, они се попаметни од германците. Така да не би сакал да дојдат, не дај Боже да дојдат овие па на власт. Да не доплячкаат и да не уништат до крај. Тоа им е намера на овие сега што лежат во затвор и што ги притвараат овие лажни патриоти. Ние се сите у затвор. Толку можам да кажам, пријатно. Пријатно, благодарам и за тоа што го кажавте, односно црвена линија е токму за ставовите, мислењата и одговорите од вас, драги мои. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јас еве уште еднаш ке напоменам, може би некој од вас прв пат се вклучува во црвена линија, намалете го тонот на телевизорот, се разбира, само така ќе можете веднаш да имате чувство дека ве слушаме, а ве слушаме. Добар ден. Добре, јас ќе продолжам со Твитерџи, ќе продолжам со твитот на Кочев Дол, кој што има напишано едноставно, тоа се однесува на изјавата на председателот на ВМРО ДПМН Кристијан Мицковски, ќе се премисли во јули. Тоа е ставот на Кочев Дол. Демократски сојуз има напишано наместо замајување со уставни промени, една изборна единица и предвремени избори. А дали, драги мои, сметате дека ќе има предвремени парламентарни избори? Дали гледате
Во гаранција, дали гледате гаранција во изјавата на германскиот канцелар Олаф Шолц и според вас дали ќе се случат уставни измени во рамки на овој парламентарен состав? Добар ден. Добро, јас во меѓувреме еве нешто што напоменуваме секогаш и во рамки на црвена линија. Верувам дека многумина од вас го вртат нашиот телефонски број 023070005 со цел да бидат вклучени во заврти на Тилма, но еве ќе замолам секако да вртите кога ќе дојде терминот за заврти на Тилма, бидејќи во секој поинаков обид кој што е многу порано и во рамките на црвена линија се случува да се блокираат телефонските линии. А еве и играчите на заврти на Тилма и кога е квизот, секогаш топло ги поканувам да бидат дел од секој издание на црвена линија. Како и да е, ќе одиме и понатаму со твитерџи, додека се одблокираат линиите. Грес има хаштаг напишано предвремени избори и хаштаг доста е. Всушност ова е твит на изјавата на Мицкоски. Од денеска има само една опција на маса, а тоа е предвремени парламентарни избори. Јас ќе потсетам секако дека треба да нас следите и на Facebook Црвена линија. Секако оние кои што се вклучуваат во Црвена линија може да продолжат да шернуваат, лакнуваат и коментираат и во рамките на поставената тема на Facebook, Twitter и секако на Instagram. Добар ден. Добар ден. Јас би ве замолила малку погласно, повелете. А јас лично мислам дека нема да има предвремени избори. Уставот ќе се отвори, Германија е гаранција и Ве слушаме, продолжете. да. И редно беше да се спроведе една изборна единица во Македонија. А Мицковски не може да оценува со предвремени избори и да кажува дека он за Европа е и да се случи предвремени избори. Ќе го отвори ли он уставот? Кој ќе гласа за него? Дали ќе влезат бугарите или не? Се изјасни ли он за тоа? Ја не ми е јасно што сака да постигне он. Предвремени само за да дојде на власт. Па ете му понудија да биде дел од владата. И заедно со СДСМ да го решат проблемот. Дали тоа би било се или имате уште нешто да додадете? Тоа е се. Во ред, големо благодарам и вам. Продолжете да не следите. Ете, можете досега да слушнете најразлични ставови и видувања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дима одеко на село Даме Груев. Така? Вака се. Значи, предвремени избори, со гаранција нема да има. Заедно ќе бидат прво парламентарните, па потоа председателски избори, а Мицкоски, кој што сака он да команда во држава, не може. Не биде јасно тоа. Се додека бара избори, нема да добие иш. И може слободно да се ги пакува куферите, да се води кај сака од Македонија. Иначе за него одека место нема во Македонија. Пријатно се неубаво. Пријатно, големо благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме повторно со твитерџи, еве уште еден твит меѓу вашите вклучувања. Малиста Пуликала има напишано: се супер ова, само ме интересира како предвремени избори кога Картелов има 64 пратеници. Всушност ова е твит на ова што е изјавено, значи нема да прифатиме ваков диктат. Сакаме процес за Европската Унија што ќе почне и ќе заврши. Подготвени сме да разговараме за се, но имаме своји правила за овој народ и оваа држава, рече Мицкоски. А сметате ли дека ќе има предвремени парламентарни избори? Добар ден. Добар ден, Тина, те поздравувам. Голем... Вас се поздравувам и вашите во телевизијата. Голем поздрав и до вас секако, повелете. Ви благодарам. Вака, пред се
откако дојде на власт СДСМ, во стартот само слушаме од ДПМН, од Мицкоски избори. Друго ништо не знаат да кажат. Ниту пратениците нивни во парламент, во законодавниот дом, нити он како председател на партија. Јас се чудам што е со нив, просто, што сака, не знаат и они сами. Он кажува, најавува тука дека со 64 пратеника. 64 пратеника која ќе ги помножи пута 6, еден, тоа доаѓат преку 380.000 гласа. Кај ќе ги собере он? Еве вака, јас запамтете го денот. Убав топол ден е денеска. 30 јуни. Јас ви викам дека они не може да имаат повеќе од 270.000 гласа. Јас лично му тврдам. Се кладам и со него лично. Затоа што лагите, не може тоа мене да ме лаже некој секој дневно, секоја година сите избори. И да се препуцаваме. Јас немам доверба ни во едните, ни во другите, за жал. Многу ми е жал ова што го искажувам и тешко ми е, меѓутоа тоа го направија и овие што се на власт. Да си го спроведеа правниот систем, сега ќе има они резултати. А пошто сега се препуцаваат. Благодарам за јавувањето. Ќе подсетам уште еднаш, само внимавајте на тајмерот. Мерете го своето време, 90 секунди се. Добар ден. Добар ден, водителке. Поздрав до телевизијата. Голем поздрав и до вас секако. Анкета ќе има ли за уставни измени со овој парламентарски состав? Нема да има, само предвремени избори. Ова дека, еве што слушаме, има изроди. Ова не може СДС да остане на власт. Тоа да им е јасно. Треба оставка одма да си даде овој нелегитимниот, неизбран. Ако добијат на избори, молим, нека водат од нас. Али овој е нелегитимен. Видевте како се смешкаше оној, ајде да не се изразувам, од Муртино, кога потпишуваше да кога си отиде, пушти у коалиција уште други партии. А овој го стави за заменик. Овој нелегитимен, он дојде на власт нелегитимно, не победено. Така? А дали ве гледате гаранција во изјавата на германскиот канцелар Шолц? Не, лажи и Меркел доаѓате, памтете. Само подпишете името да годе, одно влегуете. Лаже, нема. Ај сега да не ти изразам, на фашист не му верувам. Кај од фашист е миролюбиви. Сега да ми извините, мора така, они такви беа. И затоа многу подобро дуи и СДС да се тргнат без алтернатива, другите со ВМРО да дојат и да биде тима, да не се закрвавоја. Ќе видите, ако не напуштат, ќе се позакрвават луѓето. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Македонијо. Па една партија било која да на власт, нели, останува на власт ако прави добри дела. Нека ми каже СДС-овец кој добро дело го направи СДС. Дали дека немаат учебници дечињата, без учебници им помина цела школска година. Во ковид не учеа цел месец во септември, нема лекови. Нема лекови. Умираат деца заради немање лекови. Умре Благојче во Битола, умре Кико, немање лекови. И сега некој тука поддржува. Абе човек, дали имаш душа, твојата партија СДС злоупотреби во Македонија, уништувај. Дали ве гледате гаранција во изјавата на германскиот канцелар Шолц? Јас не му верувам на тие германци, пошто Меркел рече дека ни гарантира членство во Европска унија ако се смени наша светина Македонија, бидна и не излажа. Сега е друг на власт, сега некои, ако им веруваат на фашисти од СДС, нека менуваат се, ама и дома да си сменат се. Нека се населат бугари дома, косовари, нека си робуваат и дома, не само да менуваат се наше македонско, нека се сменат дома, нека населат бугари, фашисти, грци, германци, нека се сменат свој име, тапи свој, нека се сменат. Зашто само уелесто да предава, да уништува се наше македонска, а за тоа така да биде исто ги боли. Мене ме боли за Македонија, ме боли и за нив. Ама благодарам за вклучувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Повелете. Поздрав и до вас, екселенција, ваша висост.
вака се за темата беше зборот за да се смени името и ќе ојдемо таа европска таму ка фашизоидна компанија. Ајде тргнаа го тоа биде, нема. Сега па да смениме, да ставиме бугари такова, тоа, да ги скопамо тоа дровите, тие бугари, па да ги ставиме уставо. Значи, ние сме пропаднали у бунарот, длабок бунар сме пропаднале и сега ни кожи, ни гашки, ни војна полиција не спасава. Кој сака нека дое. Вече тоа е следеќи. Ковачевски и Стево Пендаровски, они воопшто не видат што им се дешава од државата. Кој што сака, тоа си работи. Они или овие фрлат некоја дрога там, некои опојни средства и не видат што се дешава од државата. Кој што сака работи. Некој си купува тамо 500.000 Ке има ли предвремени парламентарни избори? Што мислите? НКЗ, молам? Дали според вас ке има предвремени парламентарни избори? Ама дете, се ни е джабе. Ние сме наш пропаднали, ние сме банкрот. Тие таму фашизоидни, такова нацисти што не лажат да сметајуте, па са на караги бугарите, па да ставиме бугаре. Оти не рече некој од Запад, од Европската унија, дајте бугари, вие ставете го уставо, ставете ги македонците. Благодарам и вам за јавувањето. Ке посетам, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па, дали ова анкета што ја спроведувате, дали ќе има измени? Да, во рамки на овој парламентарен состав. Би требало да се промени, а најдобро е предвремени избори да видиме кој ќе победи, па нека ја водат државата. А овака фрлање камења сега што ги слушам на навреди едни проти други, и едните беа во СДСМ, и во ВМРО, и во ТУИ, и бугари беа, и турци беа, и албанци беа, и срби беа. Ја не знам, не можам веќе да се наитрам, што животинки се тие. И затоа зборевме многу добри работи како да излеземе од кризата, тие не прифатија никој ништо. Значи, џабе збориме и ние како лаици и ќе не тужат дури, а истите тие што не запрекава едно време. Ке има ли според вас еве уставни измени во рамки на овој парламентарен состав? Ке има, како ке нема, мора овие што се најадени, напиени, мора да си отидат, па да дојдат други да се најадат, мора да манипулираат со други. Значи, еве, ќе го земеме некој посиромашек, ама малку подучен и ќе оставиме таму и ќе води орото. И така, што рече магарето лета, ако не, нема да лета. Него друго ми е зборот. Да не фрлат вака камења, да не фрлат вакви зборови веќе, да престанат, зашто се иритира народот. Благодарам. Секако ни е драго што ви има во голем број за вклучувањето и во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, еве јас ке продолжам со твитерџи, така ете ќе имате можност да слушнете нешто и од нивните твитови, односно нивните ставови. Алекс има напишано: Кико војвода јавно даде ултиматум, само предвремени избори, а не уставни измени. Па сметате ли дека ќе има предвремени парламентарни избори? Како гледате еве на оваа единствена опција што е поставена од страна на лидерот на ВМРО ДПМН? Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Не верувам дека ќе има парламентарни избори, пошто што ги најавува и тој лаже. И тој лаже за тоа што многу години помина како бара избори, бара и сега на крајот неколку месеци останаа. Прво дал 2-3 опции и сега само една важела. Лаже и тој, нема што. Овие штетници што се штетници се гледа и од месечината дека се досега во овие 2000 години големи штетници на Македонија. Меѓутоа овој што Кобајаги се кажува опозиционен лидер, и тој лаже и тој е брат на овие исти се. Тие две партии овие 30 години на Македонија такво зло и нанесува, такво зло, а тие потекнуваат од исто јато
капиталистичко-католичко-колонизаторско јато, кое што јато фатило дијаманти, фатило нафта, фатило злато од овие африкански земји, азијски земји и станале милиардери, станале ово, оно и сега им даваат по некоја паричка на овие наши продадени засипани луѓе. Тие се прилагодуваат и работат наопаку за штета на државата. И сега со нацистот во Германија се договараа кобајаги, нацистот, фашистот, балистот се договараа како да ја да уничтат Македонија. Затоа не е за верба никој, него треба нова сорта на луѓе, нова сорта на партии, мали, да се обединат во една сончева топка, македонска сончева топка, ако сакаме спас. Ако не, ако се пак на партии делиме, ништо нема да остане од нас. Ајде, здрави и живи. Здрави и живи, и сега дојде времето и за реклами. А сега дојде и моментот кога треба да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Не заборавајте да не заследите таму и секако од понеделник веќе активно да учествувате во секое анкетно прашање кое што го поставуваме на Инстаграм стори. А на денешното прашање, ќе има ли уставни измени со овој парламентарен состав? Еве можете да видите, со да одговорија 38%, а со не 62%. Како и да е, оно што нема да се промени, тоа е доброто расположение. Прво тука ќе им се заблагодарам на сите кои што во Црвена линија зема активно учествува во денешната дискусија. Само продолжете да останете на Телма телевизија и за многу кусо време очекувам вашиот глас да го слушнам и во заврти на Телма. А во денешното издание, како што бива и секој петок, доделуваме како главна награда прво смуткалка, така некаде пред викенд, поточно во недела, кога сите сме ориентирани во чистењето на домот, да си имате нова прво смукалка. Секако има и многу други награди што треба да бидат освоени. Јас сега ќе ве подготвам за наградите, односно ќе ви подкажам прашања, добро запамете ги и секако ќе ги прочитаме во рамки на квизот. Одиме. Кое од старите светски чуда се наоѓало во Ефес? Колосот од Родос или храмот на Артемида? Потоа, како популарно се вика кога стрелките на часовникот ќе се поклопат една со друга? Кој е најстариот тениски Гранд Слем турнир? Еве уште едно прашање, како на буквата К се нарекува занаечијата кој изработува украси од злато и сребро. И уште едно, зашто да не прашање, кој го игра Ганди во истомениот филм? Одговорите чекам да ги слушнам од вас, а јас само останува да ви доделам многу награди, како и во секој издание на Заврти на Телма. Се гледаме наскоро.